Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг се уште не одговорил на писмото од група конгресмени на САД со кое тие го повикаа да го забрзат членството на Македонија во НАТО. Овие писма не доаѓаат брзо. Всушност, постојано испраќаме писма до различни американски агенции и организации, како што беше овој случај. Не очекуваме одговор веднаш, но нашата канцеларија ќе продолжи да притиска и да бара одговор и во иднина. Се надевам ќе се случи брзо. Конгресменот Бенкс, кој беше иницијатор за испраќање на писмото, вели дека е целосно убеден од влезот на Македонија во НАТО ќе биде голема победа за алијансата и во напорите да се спречи руската агресија. Неодамна го прашав секретарот за одбрана Матис какво е неговото мислење за влезот на Македонија во НАТО. Тој заедно со мене и останатите гледа дека Македонија ќе ја зацврсти алијансата, ќе се совпадне перфектно во неа. Бенкс го пофали разговорот на подпредседателот на САД Майк Пенс со грчкиот премиер Алексис Ципрас за решавање на спорот за името и напорите да донесе мир во регионот. Мислам дека на председателот Трамп и Пенс треба да им се даде признание за поддршката што ја даваат во преговорите меѓу Македонија и Грција. Наповедок е здрав резултат кој ќе биде победничка ситуација за двете страни. Конгресменот е убеден дека секаде каде што Америка ќе направи вакуум во лидерството, русите се обидуваат да го пополнат, како што е случај со Балканот. Од тие причини, смета тој, Македонија има важна улога во големата слика во светот, поради што е нужен и незиниот прием во НАТО. Бенкс е оптимист, а гледа желбајќи грците да седнат на маса и да преговараат за конечно решение. Колку побрзо, толку подобро. Конгресменот Бенкс гледа позитивен момент во решавање на спорот за името, но вели дека двете страни заеднички треба да работат во изнаоѓање на решение. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.